Почитувани, добро вечер. Не само мое наобщо задоволство, не имало така голем број во градската галерија во Домот на културата имаме за име, така да за да се слушнеме ќе користам микрофон. Тоа е еден убав презнак на почеток на овие наши кавадаречки денови на празнување, таа масовна посетеност. Вечерва наставнот е изложба на фотографии. Домаќин организатор е Домот на културата Иван Мазов име, а уметник домаќин е Гордан Христоски Голгов. Автор на овие прекрасни фотографии, со кои ќе се држиме вечерва, ќе уживаме во нивната убавина и во маисториите и во сенсот за убавата на Гого, а и понатаму 8-9 дена имаат сите посетители прилика да ја погледнат оваа изложба, они кои ќе бидат присутни на манифестацијата Тиквишки грозбор. Сега вака, Гордан Христоски Голгов е кавадарчанец кој што 20 години живее во Швајцарија. Пред 3 години со фотографијата, со неговата пасија не се представи со изложбата Цвајматинен, односно Двете полуни. Годинава темите се претежно пейсажи од Швајцарија, од таа другата татковина, но не сум повикан тука како домаќин на организаторот домаќин, сум во улога на медијатор и како повед во оваа вечер, бидејќи ова е настан покрај на Министерството за култура на Република Македонија, а ние во Домот на култура Иван Мазов сме организатори, и го поканим во вечерта да ве доведе директор на Домот на култура. Благодарам и веднаш да ви кажам дека сум пресреќен затоа што ова вечер е ова наша институција, овој храм на уметноста е преполн со луѓе кои што ја сакаат фотографијата, што ја сакаат уметноста. Не знам дали да кажам дека кавадарци многу пати до сега се докажува како град на култура. Пред некои ден заврши и елбициската изложба на уметничките дела кои што ликовите уметници ги создадаа на ликовата колонија и кои што срцу беа наменети за луѓето кои што доживеа катастрофа со поплавата. Еве, не поминаа ни 2 дена, веќе имаме нов настав. Настав кој што не воведува во уметничката фотографија, медиум кој што се повеќе и повеќе зазема внимание на светската ликовна сцена. Од тие причини, радоста на мене како ликовен уметник е голема и сакам да ја споделам со вас, а благодарение на нашиот сограѓанин Гордан, кој што ги отклучи овие ликовни дела, овие фотографии, да заеднички ова вечер ги посматраме, ги гледаме и уживаме во нив, е уште по-голем. Овој настан е и значаен и од друга страна, затоа што од денес почнуваат гроздоберските празнувања. Впрочем, и ова е првиот настан во сите овие викенд денови кои што доаѓаат, каде што кавадарци го слави големиот празник, големиот Тиквишки гроздобер. И не случајно, значи поради квалитетот на овие дела е прв настан кој што не воведува нас и сите гости на Тиквишки гроздобер во самата манифестација. Бидејќи е фестивал на виното, бидејќи го празнуваме виното и ја празнуваме уметноста, тоа оде заедно едно со друго. Јас сакам да ви посакам многу здравје, многу среќа и да уживате во овие гроздоберски денови со погледот кој што ќе ви го задржат овие фотографии. Ви благодарам. Благодарам јас сега неколку збора уште од еден добар пријател и сосед на Гордан, блогер, продусер, поет, уредник на програма Маријан Тодоровски. Благодарам.
благодарен, добро вечер на сите. Чест ми прво што ова се случува во моите матрични институции на културата. Мога да ви кажам дека покрај тоа што овој ден се дел интензивно од цета оваа изложба, вече било стварно многу трема, затоа малку ќе простите ако нешто покаде рече кажано за дечка. Со Гого се знам од одамна. Генерација сме, соседи во време, пријатели. Двајцата вече мирееме од ова небо по 50 години. Премињата за нас донесоа многу приказни, животни приказни, а ние двајцата секој на свој начин ги раскажуваме тие приказни и ги оставаме зад нас, па некој во некоја замислена и фина иднина да ги вреднува. Тој со фотографијата и јас со пишање збор. Може би дел од нашите приказни ќе бидат инспирација за нечиј почеток, за некои фини уметнички авантури. Кој знае? Сигурно. Вечерва сме на отварање на неговата нова изложба. Емоции еден куп, трема много во нашето и негово Кавадарци. Кавадарци во кој најверојатно до крајот животот ќе ги бараме и ќе ги живееме вистинските вредности од и така треба. Од љубавината треба да бидат оставени за сите. И со љубавината заедно и креативноста и животните вредности. Му благодарам на Гого од се срце што уште еднаш дозволи да бидам дел од неговите фотографски приказни и што ете кажав ми изборува вечер. Му благодарам на неговото семејство што ми има како нивни човек и што ова вечер сечевањата не се само ова фантазија. Гого, што и да биде во животот, мојата радост вечерва е голема и да ти кажам онака, се ќе биде во ред. Ти благодарам и вам. Хвала ти, Маријан, значи, од оваа страна на оваа условна рампа, од оваа страна на микрофоните сме тука како јас како медијатор и пријател се како близок. Директорот како представник од институција домаќин, Маријан како пријател, сосед, близок човек и соорганизатор. Кресна Ракова е партнера околу инсталацијата на самата изложба. Меѓутоа имаме и стручно око, перо, мислење, како колега имаме профи, фотограф, нели? Тука е неколку збора од тој стручен аспект да проговори, предпоставам, за тоа. Тони Гоцев, уметнички фотограф, кој е? Благодарам многу. Добро вечер на сите и морам да кажам едно прекрасно изненадено посетеност. Бого пред отприлика, не знам, 10 на 15 дена се јави да врска со изложбата да кажам него збор. И тоа што го знам јас сега, инаку што го гледам и уште нешто. Уште меѓу тоа не уште се. И пред 2-3 дена бевме на кафе, значи сосема ми го измени концептот на тоа што до сега што го знае за Бого, а знае доста, меѓу тоа и доста лесно знае. Именно, Бого сами од себе сака да се представи како фотографијата како хоби, како една пасија. Меѓутоа, ако сите тука можете да видите дека е повеќе од хоби, тоа што Бого говори. Именно, значи, неговата пасија, најпрвата пасија, знаеме сите во време. И како со самите негови патувања со правеа фотографии, документари и таква работа. И пред 2-3 дена баш имавме на разговор со него што така ме поттикна малку поинаку да направиме, да создадеме став за него околу документарната фотографија. Значи, секоја една фотографија, што реков, секоја една фотографија е по дефиниција документ на некој време, на некој момент, на случка било како. Меѓутоа, секоја една фотографија може да биде документарна, ама не мора да значи дека има некоја, не знам, Бог знае каква вредност или да има некоја уметничка вредност. Тука можеме да видиме, Бога ми, доста дела, кои што
документарната фотографија ја више ја води вешто кон уметничка фотографија. Исто сакам една друга работа да потенцирам за Google. Именно нашата соработка како фотографи почна уште пред колку време, не знам беше кога, фактички колку беше човекот кој што го направи првиот посериозен портал за канадаци. Колку време беше, не знам, 10 години. И неколку фотографии договорно, нели, ги стаписме. Од тогаш нааму се гледа кај работата, кај на Google се гледа на работа која што не одолево подсеча на една возвишена идеја на еден од првите синеасти таму на почетокот на 19 век на 20 век за светот како глобално кино, именно кога да нема привилегија да речеме само, да речеме кога има некоја премиера на филм во Њујорк или во Париз, да не биде само таму, него да може да ја видат сите. И Гого тоа многу добро го користи, че ние сме сведоци, да не речеме на секој ден или секоја втора ден, кога Гого е во Швајцарија, добиваме насоба или од текот на денот, добиваме фотографии од, не знам, репортаж едноставно, кај бил во тој момент, што видел, што доживеал и така натаму. Така да наставна еве нели како што се договараме многу да не знам за уметност. Наставно од тоа Гого е треба кавадарци и кавадарчани треба Гого да го како да кажам да го имаме, да го ставиме како еден вреден, значи вреден човек кој што фотографијата не ја прави само за себе, него несебично ја споделува па буквално секој ден. Ние сме многу благодарни за тоа и со Билјана и колешката Вана Соколова буквално на работа секој ден го правиме тоа, мојабе ти има нешто ново од тебе. Така да јас тоа би кажал за Богу, секоја чест. Благодарам Тони, тоа практично е и да не речем се, че е едно официализирање на оваа изложба, значи чувствувате дека е отворена, но пред тоа, сепак е ова селекција од 400 и 500 фотографии. Само 40. Тоа е избор на авторот, кога му е најтешко. И знам дека најмногу има трема, но оние останатите 400 и 500 ќе циркулираат на еден екран таму, за ваша информација и за оние граѓани кои што ќе го следат овој дел преку медиумите. А кога веќе го имаме авторот, има најголема трема, да го повикаме, да го поканеме да се соочи со ова свака, без разлика на присутните негови дела. Бого повикаме. Добро вечер на сите пред се и редно е ка домашните да се заблагодарам што дојдовте да посетите изложбата. И сега че испадне нова како некоја перк, некој вако изиграна шема, да заблагодариме до овој до оној, но пред се мора да заблагодарам до фамилијата Чумитар. Да се поставе, поминаа денови, недели, може и месеци, што скакаа преку слики дома, што многу убави денови не испаднаа од дома, ама еве, тоа е тука се гледа. Марен посочи дека он е пишања збор, ја по фотографиите и бидејќи и не ме бива за зборови за пишување, гледате ги фотографиите и уживајте. За секоја информација ќе направиме посебно.
Можеш. Вечер, Бога, как си? Добро, благодарам. Да би те прашал како се чувствуваш сега, во момент како би рекол? Во моментот сум под трема, да речеме. Малце сум возбуден, бидејќи еве доста посетители дојдоа да посетат оваа изложба и сум баш пријатно возбуден. Многу народ, кога се невообичаено за ваква изложба многу народ. Па не знам како е редот тука. До сега јас имам неколку изложби направено и не толку народ, но имало поготово на заедничките изложби сме навикнати, ама тука е ова посебно чувство во родниот крај пред своји луѓе, пред критична публика која не се срами да ти го каже во лице. Оно што кажи ми, пиши се себе си како почне и како дојде со фотографија. Фотографијата случајно испадна на крајот. Нормално ка секој човек, и јас сум се дошол во контакт со фотографијата уште од ранта младост. Но тоа се користело како документарна фотографирање на децата, на фамилијата, на нашите излети. Да некогаш после едно време се појави желба да испаднеме од дома и тие фотографии што некогаш сме ги направили да ги покажеме на луѓето. Во еден момент се појави едно конкурс за фотографија во Швајцарија, во Цирих, и случајно испратив 5-6 фотографии и ме праша дали може уште 10 на 20 да испратам, за да направат избор и да ме убацат во некоја изложба. Мене беше тоа некако чудно дори на почетокот, но потоа сватив дека е тоа една убава дружина на луѓе, љубители на уметноста, исто како јас што сум само љубител и хобби фотограф. Па се роди заинтересираност малце да фотографите не само од шкрапање, да малце ги пренесеме убавите моменти, да ги пренесеме на публика. Тоа се случи негде пред 10-12 години, така да може да се рече дека 10 години поозбилно се бавам со фотографија. Многу 500 фотографии си имам, 500 фотографии имав меѓу двете изложби. Имав изложба лани во март месец и оваа година е сега, значи негде на 18 месеци. Така да изборот на принтаните, значи се штампаните фотографии испадна од тие 400-500 фотографии кои сакам да ги покажам. Нормално има фондот е многу огромен. Што велат критичарите за твоето творештво? Критичарите, сега критичарите се секој, јас до сега имам само 20 вистински критичари пишувано, имам добиено критика и секој си го гледа на своје, нормално. Некои гледат уметност во мојата фотографија, некои гледат надареност, а јас ги гледам само како фотографија, едноставно. Да. Така да, уште не можем да се спријателам со називот уметничка фотографија. Стигаш и Кавадарци? Па пробувам, да. Имам доста и фотографии од Кавадарци, кога сме тука. Има фотографии, но беше сега поентата тука да се покажат фотографиите од Швајцарија. Не успех. Благодарам. Не. Хвала.